наше големо задоволство сме во Народниот театар Битола по повод еден многу убав настан. Тоа е најновата премиера Господја Бовари во режија на Дејан Пројковски. Наше задоволството кога можеме да представиме дел од она што ќе се случува на самата премиера. Меѓутоа во разговорот со нашиот денешен гостин, директорот на Народен театар Битола Васко Мавровски, ќе споменеме и она што се случуваше изминатиот период, што ќе се случува и секако она што е најактуелно и најинтересните информации поврзани токму со оваа институција, во секој случај гордост на Битола, но и на Македонија. Пред себе добре дојдовте во овој подкаст посветен на театарската уметност, на она што навистина представува Битола во најубаво светло. Јас го споменав поводот, најновата премиера. Она што вие го искажавте на самиот прес е тоа што посебно ве радува соработката со режисерот, нормално, нашиот битолчанец Дејан Пројковски, затоа што тој како режисер на оваа представа, меѓутоа и вашата соработка и комуникација и поврзаност која што датира одамна. Еве да почнеме токму од таа тема. Да, прво благодарам за поканата. Дејан Пројковски 94-та за прв пат се сретнавме сосема случајно и од тога започна нашето дружење и мислам секогаш беше поврзано со театар. И затоа толку многу ми значи и толку многу се радувам на повторната средба со Дејан, бидејќи во еден период бевме солза и смеја, правевме представи кои што настапуваа дури на интернационални фестивали, имавме полни сали во Центар за култура, правевме Амадеус, правевме Мама е кој прв почна, представи кои што уште тогаш Дејан како средношколец покажа дека ќе воведе нов правец во тоа како се работи театар и како треба да изгледа еден македонски современ театар. Се сретнавме и во Софија, заедно бевме на Националната академија за театарска и филмска уметност Крсто Сарафов. Па потоа патиштата ни се разделија, имавме споделена историја, јас на едно место, тој на друго и по моето доаѓање меѓу првите луѓе кои што ги искомуницирав и пројавив интерес да соработуваме беше Дејан. Значи прашањето беше сакаш да. Толку беше од 3 секунди комуникација. Да, сакаш да и среќен сум што после 7 или 8 години повторно се враќа во својот роден град. Сите ние што малку подалеку надвор сме се едуцирале и сме работеле на сцени надвор од државата. Верувајте, кога ќе се вратиме дома е дома и некако сме посебно инспирирани да се докажеме особено на оваа сцена, каде што се раѓале нашите соништа и митови, желби и љубов кон театарот. Така да верувам, сигурен сум дека Дејан ќе направи одлична представа. Ја имам целосната поддршка од него како режисер, тој има мојата пред се како пријател, како директор и мислам дека кога работите природно функционирате едно со друго, дека многу ретко се случува да има лоша представа. Така, нели убаво е кога она што ние си го кажуваме, дека кога сте на иста фреквенција со некој, лесни се соработките, некако? Лесни се и видете малку тука и мотивот, ама и љубовта кон тоа што го правиме. И со Дејан Пројковски соработката не е на ниво дека јас и Дејан како продуцент и режисер дека ќе направиме представа. Ова е само почеток на она што на реализација на нашата заедничка визија. Значи ова ни е почетна точка. Тука се сретнавме, а каде и како ќе заврши Бог да е со нас пред се, да сме живи и здрави, па ќе видиме. И затоа и лесно функционираат работите, а особено ако има заеднички интерес и нешто заедничко кое го создавате и треба да го пласирате надвор.
Точно и оние представи кои што ги споменавте, нели, и со солза и смеа што ги припремавте, се сеќаваме посебно, нели, нашите генерации, ние пораснавме со тие представи, секој убаво се сеќава. Тоа не беа аматерски представи, тоа беа представи работени со љубов, па потоа се, нели, како база кога го имате сето тоа, се понатаму е многу полесно. Споменавте доста проекти кои што се постигнати до сега, нели, до крајот на месец јуни во Битолскиот театар. Споменавме многу премиери. Значи, реализирани 5 премиери до сега, веќе е реализиран 65-67% од буџетот кој што е, нели, доделен. Што се е постигнато во изминатиот период? Имаме време. Да, најважно е тоа што јас како менаџер 25-та година ја поставив како репер на тоа што треба се случува во следните 3 години. И покрај се успевам да минимално, но успевам да се надминам себе си. Првиот проблем беше репертоарот, кој што очигледно битолската публика кажа не. Многу тежок период, бидејќи театарот е понекогаш и прашање на вкус. И е многу тешко да му се допаднете на секој. Сега тоа е затоа кампања, подкампања, надкампања, за да можеме да стигнеме до сите. Значи, од најмалите до на највозрастна публика со која што верувајте најтешко се комуницира, бидејќи тие пред некои 20-30 години во овој театар доаѓале со бунди, со палари и премиерата во Битолски театар била празник. Сега на тие луѓе малку тешко да му продавате дека тој е еден современ театар, проевропски, профеминистички, не знам каков, дека тоа е тоа и дека тие сакаат или не мора тоа да го прифатат. Кога продавате нешто надвор, кога представата треба да префрли во овој другиот дел каде што стои публиката, вие сте должни да го почитувате мислењето на тие што доаѓаат и купуваат билет. Сега таа кампања театарот повторно твои вроди со резултат, направивме 13 премиери, мислам дека тоа во историјата некој некојаш ќе каже дека имаш еден лудак кој направи 13 премиери. Не се работеше за бројка, не се работеше за да ние покажеме дека имаме капацитет да направиме 13 премиери. Ние имавме должност да ја промениме крвта во крвотокот на Народен театар Битола и да понудиме буквално за секој нешто различно. Пак ќе кажам, дали представите беа добри или лоши, тоа е веќе прашање на вкус, но бројките кажуваат дека за 95% сме го зголемиле бројот на публика. Значи од некои 17.000 сме стигнале до 35, од 87 изведби, внимавајте за во текот на цела година, до 365 ние стигнавме на негде 178. Што значи дека секој втор ден во театарот имало представа и споредбено 25-та тие екстра високи резултати кои ги постигнавме, успеавме да ги пресликаме во 26-та и баш сега пред пресконференцијата ги пребројував представите. Значи за 3 представи сме се надминале самите себе во првото полугодие од 26-та година, за кој што искрено многу се радувам. Реализиравме 5 премиери, имаме прекрасна детска представа, веќе втора поред, Господја Бовари, Пламенка во режија на Софија Ристевска-Петрушева, една урневесна комедија во режија на Маријан Ѓорѓиевски, секстет. Значи, успеавме да боцниме насекаде, за да има програма за секого. И мислам дека врвот на овие први 6 месеци ќе биде македонската премиера на Охридско лето на Кориолан во режија на Џон Блондел, кој што исто после, мислам, повеќе од 10 години, 8, 9, 10 прилика, се враќа повторно на сцената на Народен театар Битола.
емотивно многу за него, емотивно за Да. сите нас, бидејќи јас сум негова представа сум го поминал пола свет. И среќен сум што на 21 јули ќе имаме светска премиера во Верона на Верона Шекспир фестивалот. Така, неодамна снимавме токму со режисерот Џон Блондел, тој истото тоа го истакна дека тој пред се кога доаѓа во Битола, во битолски театар, тој се чувствува како дома, дека тоа е една прекрасна атмосфера и за работа и дека пред се нели екипата која што е тука му се пријатели, а потоа соработници и од целата таа нели атмосфера излегува она што ќе имаат можност да го видат љубителите на театарската уметност нели на Охридско лето прва, а потоа светска премиера и во Верона. Колку тоа ви значи еве тој Шекспир фестивал, тоа представување во Верона, затоа што тоа е, мислам, ако не се лажам, за прв пат настапувате на истиот фестивал. Да. Настапуваме за прв пат, настапуваме со текст кој што досега никогаш не е представуван. Зборувам на територија на Македонија. Ни се случува мала ренесанса, бидејќи кога со Џон Блондел правиме Шекспир, знаеме дека таа представа ќе има живот. Така. Се трудиме да максимално колку што се може во Шекспир да е македонската нота, Кориолане како да е пишуван за денешното време. Мислам дека ќе биде многу интересно за публиката. Видете, секое презентирање на државата надвор од границите, а особено кога ќе прочитате дека на Верона Шекспир фестивалот пишува премиера на Народен театар Битола. Да. Мислам, можеме да се докажуваме кој колку може, како може и така натаму, но ова се некои моменти кои што ќе останат во историјата и ќе се паметат. И еве некако Господ така ги мести коцките да можеме да полека театарот треба да го враќаме на, мислам, кога велам враќаме, не да го враќаме назад, туку да го вратиме негде патеки на брзата лента на која што од секогаш бил и покрај политичката моја определба и така натаму. Јас лично сметам дека во периодот кога Благој Стефановски беше директор на овој театар, тука се возевме на таа брза лента, Валентин Светозарев се качи, повлековме, па се случи тоа што се случи и мислам го чувствувам како одговорност и должност да го вратам возот на вистинскиот пат. На добар пат сме и мислам дека доправа следуваат убавите моменти за театарот, бидејќи кога некоја институција ќе ја превземите, некои велат треба најмалку 4 години за да се репарира внатре системот. Еве, со некој убрзано темпо си велам дека посебно. Изминатиот период имаше доста значајни активности, настани, гостувања. Тука е пред се она неодамнешното, секако гостувавте на јубилејното издание на Војданчев на Дренски во Прилеп со представата Едмонд, потоа бевте нели во Романија на тој меѓународен, доста исто така значаен фестивал со представата Ричард III на Мартин Мирчевски. Колку тие, какви се вашите впечатоци од тие гостувања, затоа што секако и вие бевте таму? Да. А потоа ќе споменем уште еден значаен дел. Да, во делот на фестивалот кој што се случи во Романија, тоа е Бабел Фаст, 14-то издание на фестивалот, со над 120 настани кои што се случуваат во 8 дена, значи може да претпоставите 29 земји по целиот свет беа на фестивалот присутни и покрај одличната презентација на нашата работа и прекрасната изведба на Ричард III, сметам дека многу важен момент во целото е тоа што на покана на домакините и организаторите на фестивалот Тони Буландра, театарот од Трговиште, Битолски театар стана еден од потписниците, основачите, членовите на новата Балканска асоциација на театри и фестивали. На самиот прес уметничкиот директор Ливију на Бабел фестивалот кажа дека многумина се обиделе и многумина
идејата за формирање на таква балканска асоциација е вика осудена на неуспех. Сега ќе се обидеме уште еднаш да, бидејќи се нешто се стремиме кон некоја Европа, а се заборавивме регионот, заборавивме дека споделуваме, ако ништо друго, исти вредности. Без разлика дали Романија е во Европска унија, Македонија е или не е, историјата, коренот, режимите кои што сме ги живееле до 90-тите години, бидејќи бев заедно со организаторите не однесоја во музејот на Чаушеску, бидејќи во Траговиште е осуден и екзекутиран. Кога влегувате во романска соба од тој период, да речеме 50-70, во еден момент ако замижите и се дистанцирате од целото, не знаете дали сте дома во вашиот дом, кога сме живееле, истите плакари, истиот тип на правосмукалка, истите радија и така натаму. И си го ценат. И тоа го ценат и по тоа гледате колку сме ние во суштина блиски. Сега лудо е да не заедно се поврзиме и создаваме театар. Бидејќи многу полесно ќе се разбираме со Романија, Бугарија, Хрватска, Србија, отколку со земјите во Скандинавија, например, кои што имаат еден таков измиен, тежок театар и така натаму. Вториот дел од прашањето за Чернодрински, да, бевме на 60-тото издание, бевме во Прилеп и се вративме дома. Премногу сум разочаран од организацијата, прво. Премногу сум разочаран што 2 години како член на совет на фестивалот, како директор на Народен театар Битола, по дефолт сум член на совет на Чернодрински, дозволивме да единствениот македонски фестивал го препуштиме на луѓе кои што нивните индивидуални квалитети не сакам воопшто да ги дискутирам и да ги спорам. Прекрасни луѓе кои што се од страна, кои што не го разбираат македонскиот јазик и кои што дури еден член на жирито минатата година напиша еден таков огромен наслов: Македонскиот театар е во криза. Си дозволивме за луѓе кои што ги плаќаме и ги ангажираме да оценуваат представи, дури да ни дадат диагноза дека нашиот театар е во криза. Најверојатно театарот во криза е насекаде, не само во Македонија. Неколку души реагиравме на тоа, барем на 60-тото издание да биде македонско жири. Изговорот дека ќе бидат подмитливи за мене, мислам, детски муавет, што ви кажале ние во Битола, бидејќи овие кои доаѓаат од Србија, од Хрватска се суперхерои, немаат комуникација, меѓу другото сите членови на жирито имаат соработка со театрите во Македонија. Мислам, се познаваме, регионот е мал. И да искрено да ви кажам, не сакам многу да се сеќавам дека се случи тоа 60-тото издание. Супер комуникацијата со колегите во Прилеп. Публиката како и секогаш одлично ме прими, се е тоа во ред, но мислам дека пропуштивме една историска шанса за еден таков юбилеј, да малку повеќе да го посветиме на македонскиот театар и на крајот на криштото единствената представа која што беше од македонски автор, беше Црнила во режија на Дејан Пројковски во продукција на Прилепски театар. И тоа ви е уште еден показател дека ние не вложуваме во тие. Ние понудивме на селекторката, бидејќи имаме 3 или 4 македонски автори, но еве таа се одлучи да ја селектира Едмон, кој што е прекрасна представа. И еве ќе откријам сега дека на 11 септември ќе настапиме на фестивалот на камерен театар Христо Шишков во Струмица. Токму со Едмон.
Така, еве се надевам дека организаторите токму на тој значаен македонски фестивал ќе имаат слух за сето ова што го кажавте. Им заврши мандатот сега. Ова е постфестум. Ама морав да го кажам, Така, дека секако. наистина ми тежи. Секако, иако морам да заприметам дека реакциите на публиката беа одлични и на критиката и секако на сите оние кои што токму во Прилеп и дел од организаторите имаа можност да ја погледнат самата нели представа Едмунд. Јас ќе се навратам на она исто така што го споменавте на самиот прес за обновувањето на голем дел во театарот. Значи тука се освен обновените соби, гримиорни, тука има доста обновено од техниката. Што е се обновено во овој период? И што следува? Да, на почеток кога ја правевме анализата, мислам, јас во суштина работам со тим. Никош Васко сам не ги реализира и не ги остварува. Мислам, не сакам да звучи грубо, дека јас кога направив анализа, не за направите анализа на толкав објект, потребна е екипа, заедно со моите луѓе, за жал се случи кочани. И првиот удар беше тоа дали ќе не затворат или нема да не затворат. Благодарение на јавното предпријатие Стрежево и донацијата на директорката на Црева за хидранти, успеавме прво да обезбедиме Црева за хидранти, потоа свативме дека нема притисок хидрантската мрежа, па со помош на компанија која што имаат мали роботчиња, камери кои што се движат низ цевките, откривме каде е дефектот на цевката, инаку на 3 метра беше од шахтата, каде што некој ја затварал и не работела. Тоа ни зеде премногу енергија. Се занимавав со многу инспекции, кои што биле претходно и дале насоки дека Битолски театар немал ниту еден правилник. Значи, јас требаше заедно со екипата горе во администрација, отприлика, мислам, 14 или 15 правилници да ги изработиме. Сега како работеле претходно, наистина не можам да кажам. Сето тоа беше по некакви списоци, кои што секојдневно ги добивам. Список за заштита при работа, па систематски преглед и така натаму. И покрај се, успеавме, според мене, најзначајното нешто да ги ослободиме наградите кои што ги зел Битолски театар од канцеларијата на директорот. Бидејќи јас кога седнав првиот пат на фотелјата и ги погледнав, тој е веројатно некако фетиш. Не имам друго објаснување да со затемнети стакла во плакар да чувате 170 или 180 награди. И секој сабајле кога ќе седнете на биру да ги гледате наградите. Мене прво беше језиво, да бидам искрен, и прашав керкавни, прашав мои школски другари, викам дали ги имате наградите, видат што ги има своја битолското. Не. И со судни маки, без никаков буџет, успеавме горе да направиме постановка која што ќе се надевам, ако на некој му пречи, сака да ги врати назад во канцеларија, ќе ги собери и ќе ги врати, но еве, барем додека сум јас на оваа функција... Да ги види и публиката, да се потсети на тоа. Гледам јас пред почеток на представа, бидејќи сакам да се движам низ луѓето и да слушам што зборуваат, поти тоа е најголемиот репер за тоа дали нештото е добро или е лошо. Се восхитуваат, например, на банерот на кој што се испишани сите наслови на сите премиери, број на публика, колку премиери имало, колку изведби имало. И видите, тоа не се податоци за да ги знаеме една мала група на уметници. Тоа е нешто, бидејќи бројот на публика публиката го создава. И е добро да го знаат тоа, да знаат од кај сме тргнале и на кај се движиме. Направивме целосна промена, значи ова е според мене најважниот дел постановката со наградите. Потоа направивме дигитализација на светлосниот сигнал. Значи се што беше аналогно во однос на димер и на сигнал кој што стигнува до рефлекторите го заменивме со дигитални.
купивме нова интерфонија, која што служи за комуникација помеѓу инспициентот и актерите за време на представата. Бидејќи се случува прилика 100 кражби во текот на една година во театарот, ставивме нов безбедносен систем со врати кои што се отвараат со картички, во кои што имаат пристап сите вработени, но не секој кој што намерник, добро или лошо намерник, да се дојди, сака да се шета низ театарот. Имаме видео надзор на отприлика 70% од објектот. Резултатите беа веднаш видливи, се стабилизира движењето на луѓе низ театар, се намали бројот на кражби, веројатно дека не се краде. Се кради секаде и секогаш, значи не крадат само директорите, крадат и тие пониските ешалони. Ова е шега, за да не станеме многу сериозно. Додека бевте на мандатот, сте? Да, јас си купив кола пред да дојдам, за да не виде колата му е од директорската плата. Инаку директорската плата во моментот ми е идентична со актерите од прва група, а негде 20 и кусури илјади земам помалку плата од превенција. Еви таа мистерија ја решивме. Во секој момент може некој да ми тропне дома и да ми каже имате кривична одговорност за зградата, објектот и така натаму. Ама не се во парите. Точно. Апсолутно. Апсолутно не. И тоа го докажавме како институција, сега зборувам, дека за да се променат работите треба пари, да, но може и со минимални средства и со многу труд. И ја користам уште еднаш приликата се заблагодарам на целиот ансамбл за тоа што ми излезе во пресред. Некој го разбра моментот, некој не навлегува, но немав проблеми од типот дека некој ја саботираше целата таа промена на крвотокот во театарот. И следни на прв поглед кога ќе видите вецињата, не знаете дали влегувате, овие тука што и користиме во над фоајето кога што чекаме за да излеземе на сцена, тоа се две вециња и едно имаме веце на чистачките. Да. Каде што се перат сите џогери и пачаври. Не ми доаѓаше зборот пачавра, со кој што иста сценографија во бекстејдж. Да. И со тоа нели се чисти подот во ужасни услови. Сите ние ги користиме. Да, секако. И најстрашно е кога доаѓа Шекспир, кога групите доаѓаат и треба да ги пратиме. Нормално секој има потреба да оди во лице. И тоа е една лоша слика за театарот. Се надевам дека си давам рок до ноември, дека сите три ќе бидат реновирани и ќе малку од малку ми остануваат уште 4, па ми остануваат уште 12 за публика, ама од негде мора да се почне. Така, откривме малку нели од таа бекстејдж мистерија токму во театарот и она што се случува, нели, не е само она што се случува на сцена, малку и се пошегувавме во секој случај. Ја ви уште едно прашање, затоа што она што следно доаѓа, она што малку го напоменавме, Охридско лето, нели токму имаме премиера, представата на Џон Блондел ја имаме на 15 на Охридско лето, еве ова е уште една покана секако до сите љубители на театарската уметност. Колку вам ви значи Охридско лето, затоа што секоја година сте дел нели од оваа доста значајна манифестација? Да, многу често настапуваме на Охридско лето, но јас имам такво сеќавање уште кога бев дете, најчесто 7 до 10 дена Битолски театар беше на Охридско лето во Охрид. За мене тоа беше одмор, или навечер со дедо ми одев и ги гледав пробите и за мене некако во еден период не немаше на Охридско лето, не навлегувам во причините зошто и некако се чувствувавме како протерани од вториот дом. Да, точно. И поканата оваа година да имаме премиера на Охридско лето, за мене, бидејќи минатата година не учествувавме,
еве оваа година, како вратка извинување за тоа што лани не Премиера. бевме, ќе имаме премиера. Како и сите други буџети, така и Охридско лето, кубурот со средства. Да. Охрид е многу скап град, така да тој одмор од 7 до 10 дена кој што сме можеле да си го приуштиме во еден период, сега го скратуваме на 4 дена. Ама 4 квалитетни, ќе играме пред црквата Света Софија. Одличен За мене фасцинантен, Да. фасцинантен простор. Представата ќе добие една нова душа, за разлика од тука како ќе изгледа, таму ќе изгледа сосема различно во Верона. Уште поразлично, Така, се сигурна надевам сум. и поубаво. И македонска премиера на најзначајниот фестивал за театар и за изведувачки уметности, Охридско лето, и престиж пред се. Така. Ви благодарам за ова прекрасно интервју. Еве ќе ги поканиме нашите гледачи пред се, нели, на премиерата која што се случува токму во четврток, Господја Бовари, во режија на Дејан Бројковски. Ќе ги повикаме сите оние кои што имаат можност на премиерата на Охридско лето, нели, представата во режија на Џон Блондел, меѓутоа да ги посетуваат и сите представи кои што се дел од репертоарот на Битолскиот театар. Да не заборавиме кои сме, што сме, од каде потекнуваме, затоа што ние си споменуваме често, меѓутоа еве да се подсетиме доколку си ги заборавиме корените и она од каде сме, нели, токму од Битола, од срцето, нели, токму на овој прекрасен град, оваа прекрасна институција, тогаш не можеме ни да се движиме напред, а за да се представиме надвор од границите на нашата држава, многу е важно да го представиме она нашето, исконското, она најубавото, затоа што дури потоа ќе знаат да не ценат, ако знаеме да се цениме и самите себе си. Ви благодарам и посакувам успех за наредните проекти. Благодарам што